Добар ден, почитувани, започува уште една нова Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Секој од нас има бенки, но знаеме ли да препознаеме кога една промена на кожата е безопасна, а кога може да биде предупредувачки знак за меланом? Се штитиме ли доволно и правилно од сонцето? Дали потемнетиот тен е знак на здравие? Во време кога меланомот се почесто се диагностицира и ке помладите луѓе, превентивните прегледи, дермоскопијата и раното откривање може да спасат живот. Велат дека кожата памети, но што тоа значи? Како се мапираат бенки и колку социјалните мрежи влијаат врз навиките на младите? Во денешната Телма амбуланта за сето ова разговараме со доктор Анџелка Илиева, дерматовенеролог во клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма, а секако ќе можете и да поставите прашање во програма. За превентивните прегледи на кожата во денешната Телма амбуланта зборуваме со доктор Анџелка Илиева, дерматовенеролог во Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта и добар ден. Добар ден и добро ве најдов. Месец мај е познат како месец во кој што се одбележува борбата против меланомот и како месец во кој што треба да се поткрене свесноста за еден ваков сериозен здравствен проблем. Сметате ли дека луѓето, пред се младите, се доволно информирани за опасностите од UV-зрачењето, бидејќи понатаму потемнетиот тен е тренд? Токму така, месец мај традиционално секоја година во рамките на паневропската кампања, така наречена Евромеланома, се одбележува месец посветен на борбата против карциномот на кожа, особено против меланомот. Па така низ целиот свет, вклучително и кај нас во Македонија, се одржуваат бесплатни прегледи на пациенти кои навистина се опфатени во тие ризични категории и сите оние кои имаат потреба од дермоскопски преглед на бемки. Клиниката Жан Митрев секоја година се вклучува во оваа паневропска кампања со тоа што реализираме бесплатни прегледи на бемки како во нашата клиника, така и учествуваме во прегледот на бемки на годинава ќе биде во градски парк, така што верувајте, не случајно кампањата годинава е посветена на младите. Секоја година во фокус, претходната година беа постарата популација, претходно зборувавме за тоа колку е важно UV километражата во превод, колку е важно тоа изложување на сонце од рана детска возраст, па се до моментот во кој навистина пациентот доаѓа на преглед. Годинава се младите во фокус затоа што со тоа развивање на социјалните мрежи и пратење на некои трендови, за жал, се почесто се изложуваат неконтролирано на сончево зрачење, не само од природни извори, користење на сончење за време на летните одмори, за време на викенди, туку за жал и користење на вештачки извори на светлина, како што се солариумите, кои се навистина докажано карциногени и го зголемуваат ризикот за рак на кожа многукратно. Така, кампањата Евромеланома годинава се обидува да ги развие митовите и дезинформациите поврзани со меланомот, кои што пред се шират на социјалните мрежи, бидејќи анализите покажуваат намалено користење на креми с UV заштита, а зголемено користење на солариумот. Зошто солариумот не се препорачува во примената? Бидејќи таму е наведена и уште една дезинформација во самата кампања како една од подточките дека солариумот се препорачува да се применува пред да се појде на плажа. Апсолутно, користењето на солариум пред да се појде на плажа не се препорачува, затоа што, како што кажав, само едно користење на солариум го зголемува многукратно ризикот од развој на карцином на кожа и на меланом. Така што тоа навистина се факти кои не се корисни, тоест тоа е дезинформација, не треба да се користи солариум, не треба да го спремаме телото, да ја спремаме кожата со изложување на вештачка штетна светлина, на вештачко зрачење, за да би била некако спремна за потемнување. Во секој случај пациентите треба да консумираат витамин D. Потребно е многу мало изложување на сонце за да го надокнадиме дневното, за да ја надокнадиме дневната потреба на витамин D. Она изложување на сонце со цел да добиеме потемнување на кожата, како што велите,
Постојат трендови кои велат дека темниот тен е поубав. Според нас дерматолозите навистина не е така. Вие сигурно знаете дека во минатото аристократскиот тен бил токму светлиот тен. Темниот тен бил карактеристичен за оние пациенти кои се изложувале на несакани сончеви израчења, кои работеле на ниви, на полења и така натаму. Така што јас лично како дерматолог навистина никогаш не сум сметала, и ние дерматолозите никогаш не сме сметале дека потемниот тен е поубав. Се знае дека убав тен е тенот кој што е здрав. Но се уште постои перцепција дека потемнетиот тен од сонце представува здравје. Навистина се уште постои тоа меѓу пациентите и верувајте, ние на дневно ниво се обидуваме овие, да кажеме, митови да ги разбиеме. Комуницираме секојдневно со пациентите и им објаснуваме колку е навистина штетно ова изложување и верувам дека сепак тие треба да веруваат на науката и на нас, докторите. Постојат уште некои трендови меѓу младите луѓе, како што е сончање без UV заштита, значи без нанесување на креми на најакото сонце. Видете, изложување на најакото сонце воопшто не сме да постои. Поготово во оние ударни периоди, помеѓу 12 и 16 часот, каде што знаеме дека UV зраците се навистина доста штетни. Некористењето на креми е апсолутно ви ја остава кожата изложена на ризик од ова штетно UV зрачење, апсолутно 100%. Така што заштитата од кремите е многу соодветна. При тоа постојат произведени креми кои се користат од нула возраст, буквално, дерматолошки тестирани, проверени за користење во најрана детска возраст, на бебешка кожа. Постојат креми, едно време се појавија некои контраверзни хемиски филтри кои ги има во кремите, кои имаат хемиски филтри, како што е октокриленот, например. Ова навистина не се аргументи, затоа што постојат огромен избор на креми кои содржат така наречени минерални или физички филтри, кои всушност не се абсорбираат во кожата, туку буквално механички се нанесува кремата и самата крема ги одбива штетните UV зраци, така што едноставно обезбедува еден заштитен слој, заштитен оклоп на кожата, за да не можат овие зраци да продрат и да направат оштетување. При тоа, овде не зборуваме само од оштетување од штетните UV безраци, кои се навистина многу појаки, поизразени и придонесуваат нели за потемнување, зборуваме и за огромното штетно дејство на UVA зраците, кои се со еднаков интензитет во текот на целата година. Тоа малку кои пациенти навистина го знаат. Буквално затоа ние дерматолозите апелираме да користење на ризични категории на пациенти и за време на зимниот период, каде што UVA зраците навистина се присутни, а токму UVA зраците се тие кои знаеме дека продираат доста подлабоко во кожата и всушност се тие кои предизвикуваат кожен карцином. Не само меланом, туку и не меланомни карциноми на кожа. Да не зборуваме за трендот дека сите седиме под екрани, независно дали се компјутерски или зрачење од телефоните. Значи, тоа е таа плава светлина која веќе многу години почнува да станува дискусија помеѓу дерматолошките кругови, колку е штетно пак незиното зрачење и колку длабоко продира и таа плава светлина и прави навистина фотооштетување на кожата, појава на пигментација, изложување на ризик, старење, фотостарење и така натаму, се теми кои во иднина верувам дека ќе бидат Така, никој не размислува за тоа, а сината светлина е секојдневна. Присутна, бидејќи со часови седиме пред екран. Буквално. И таа всушност го штитува? Апсолутно го штитува и придонесува и за фотостарење, и за појава на дамки и така натаму. А што е со оној тренд со користење црвено светло? Трендот со користење на црвено светло е за стимулирање на колаген. Видете, и ние на нашиот оддел за дерматологија користиме одредени третмани при кои користиме црвеното светло како еден вид на поттикнување на колаген. Меѓутоа, ова не се однесува на црвеното светло кое се наоѓа во солариумите. Аха, значи тоа не е исто. Апсолутно не може солариум да биде корисен. Во никој Мислам случај. дека, видете, во Соединетите Американски држави користењето на солариум со закон е забрането за лица под 18 години. Не случајно, затоа што навистина е штетно. Мислам дека ние сме една од малкуте земји
каде се рекламира употребата на солариум. Користењето на солариум е апсолутно 100% штетно за кожата. Како за фотостарење, така за појава на несакани дамки по лицето, темни пигментации кои навистина многу тешко се отстрануваат, макар со професионални третмани или ласери, да не зборуваме за предизвикување на карцином на кожа и дуплирање на ризикот од карцином на кожа само со едно изложување на солариум. Ние знаеме дека пациентите кои користат солариум апсолутно никогаш не се изложуваат еднократно, туку тие одат на репетитивни изложување на солариум со месеци, можеби пред годишните одмори или во текот на целата година. Што говори вашето искуство како дерматолог? Нашето се занимава со естетска медицина меѓу другото, на која возраст се најчесто оние што ги користат солариумите? Видете, на возраст во Помлади или моментот возрастни се? веќе на малолетни лица апсолутно, затоа што сите трендови, сите граници се спуштени. Значи, ако претходно солариуми користеле пациенти веќе на 18, 19, 20 години, сега користат веќе од 15 години. Значи, сите трендови се спуштени барем со 3-4 години надолу. Апсолутно не се само солариумите, користењето на козметика, на препарати за шминкање, користењето на, не знам, вештачки материјали кои треба да се аплицираат на лицето, веќе навистина е се пониска границата од која почнуваат поголемиот дел се девојки, меѓутоа и момчиња да користат и солариуми за жал. Дали одредени навики во детството и во адолесценцијата може да остават трајни последици, односно го зголемат ризикот за меланом во возрастната доба? Токму така, не случајно, како што кажав и на самиот почеток, една од кампањите на Евромеланома во претходните години беше важна е UV километражата, во буквален превод, нели, преведено на македонски јазик беше. Зошто е важна? Затоа што можеби јас сега и во овој момент како дерматолог нема никогаш да се подложам под влијание на UV зраци, затоа што знам колку се штетни. На прво место се разбира затоа што ја стареат кожата, а потоа да не зборуваме за предизвикувањето на карцином на кожа. Меѓутоа, верувајте, во користењето во рана детска возраст е всушност тоа што е важно. И секогаш кога ќе дојде пациентот на преглед и во рамки на нашата кампања, едно од првите прашања кои ги поставуваме на пациентот се дали горел во детството. Значи, во самиот прашалник, секоја година, во склоп на Евромеланома кампањата, во склоп на нашите превентивни прегледи, имаме и консултации со пациентот. Тоест, имаме и одредени прашалници кои треба пациентот да ги пополни, нели, заедно со помош на нас, лекарите. И едно од прашањата не случајно во кампањата е дали пациентот горел во детство. И буквално на ова прашање секој се замислува, нели, вклучително и ние како дерматолози, затоа што порано немало толку кампањи не постоеле кои Не сме биле свесни за таа опасност. Навистина не сме биле свесни. Нема човек што не изгорел во детството. Тргнувајќи од себе, сме гореле во детството навистина. И сега, сите кога ќе дојдеме на тоа прашање, дали сте гореле во детството и колку пати сте гореле во детството, ние буквално самите дерматолози се запашуваме дека за жал навистина сме гореле. И сега дали ние тоа може да го спречиме? Не. Меѓутоа, како што кажав, тоа се однесува кон оваа сентенца UV километражата. Значи, секоја изгореница, нашата кожа ја памети. Апсолутно ја памети. Зато велат кожата памети. Кожата памети се, не само изгореница. Кожата памети што и правиме, како се однесуваме со неа. Таа знае да биде, бидејќи е навистина најголемиот орган на човековото тело, притоа надворешен орган, физичка заштитна бариера од надворешната средина, таа е способна да има страшно одбранбен механизам. Значи, ако ние се однесуваме со големо внимание со кожата, таа ќе ни врати со внимание, тоест ќе ни биде благодарна и ќе изгледа добро. Ако ние навистина се однесуваме со невнимание, ова не се однесува само на сончањето, ова се однесува на пациенти, особено во пубертетска возраст, во по некои години во кои веќе почнуваат да го чепкаат лицето, да нанесуваат репетитивно тешки шминки и така натаму. И во овој случај кожата памети. Значи, секоја една повреда на кожата не случајно резултира со сериозна лузна.
Ке ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта, почитувани од тој момент емисијата е контактна, слободно можете да поставите прашање на темата на која што говориме. Што значи правилна фотопротекција денеска? Значи правилна заштита од сонце. Дали тоа значи само нанесување на креми со заштитен фактор или пак и некои дополнителни Видите, сегменти? самиот збор фотопротекција значи да се заштитиме од сонцето. Не случајно во минатото или денес во земји кои се навистина со многу висок UV индекс користат заштитна бела облека. Значи на прво место фотопротекција значи заштита од сонцето, заштитна облека, заштитна капа, шапка, заштитни наочари, заштитна облега на толги ракави за навистина ризичните категории. Така што почнуваме од физичката заштита, како ние може да ја покриеме и да ја заштитиме кожата. Веќе во поново време постои фотопротективна облека, специјално наменета, која во својот состав има фотопротективна ткаенина со назнака дека штити од сончевите зраци. Па таква облека користат пациенти кои професионално се изложени на репетитивни сончеви зрачења, како велосипедисти, пливачи и така натаму. Во тој случај, секогаш облеката е таа физичка бариера која е на прво место, а потоа доаѓаат кремите. Се разбира, кремите треба да се нанесуваат апсолутно на сите делови на телото, особено на фотоизложените делови, нели така велиме ние, на фотоекспонираните, и неслучајно постојат и бројни диагнози и дерматози кои се појавуваат само на фотоекспонираните регии, затоа што овие се изложени на сонце за време на летниот период. Знаеме тоа се рацете, вратот, деколтето, лицето, на прво место лицето. Така што заштитата со креми е апсолутно на овие делови кои што се изложени. Ова многу е важно, особено за пациенти кои патуваат, поготово секојдневно и кои се изложени на сончево зрачење, всушност преку стаклото од возилата, е многу важно. На бројни кампањи и презентации во светот се покажува една секогаш фотографија. се покажува една фотографија, можеби сте ја виделе, има многу пациенти кои навистина ја виделе и ние знаеме да ја користиме во нашите презентации на професионален возач на камион кој всушност години од животот нели е поминал возејки, па така едната страна од лицето е навистина многу остарена, со дамки и така натаму, буквално уништена со брчки, а другата страна од лицето апсолутно како да е друг човек. И ова е реален доказ и реален факт за тоа колку сонцето ја старе и ја штетува кожата. Ќе ги вклучиме гледачите. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. По програма сте, повелете. Јас родител на 15 годишно момче. Така. Каде што се појавени акни на лицето. Меѓутоа направена е крвна слика, резултатите се добри. Лицево се смирува со крема, се смирува, не е комплетно да се смири, меѓутоа се смирува со крема од цинк, со пена CeraVe, од козметиката на CeraVe и со лосион. Меѓутоа, прашањево ми е дали може да се однесе детето на некој си козметички третман, за барем малце тие флеки од акните и тие, да кажам, воспалителни процеси малце да се смират. Што мисли докторката за Така. Ви благодарам за вклучувањето. Ова е едно убаво прашање, малку е вон темата, но сепак е исклучително корисно да се одговори, бидејќи меѓу другото зборувам и за младите. Да. Видете, акните како диагноза се една од најчестите диагнози за време на пубертетот и во младите години. Па така секој втор пациент кој доаѓа и во нашите ординации е пациент кој е токму со диагноза акни. И тоа е една диагноза која станува се почеста низ годините. Не случајно, баш заради начинот на живот кој го живееме сите ние, вклучително и нашите деца. Пред се на акните на прво место влие начинот на исхрана. Значи, пациент кој има акни, навистина треба да биде на многу сериозен хигиено-диететски режим во поглед на исхраната, а понатаму и во поглед на негата, независно од производите нели кои ги напомна пациентката, негата е задолжителна. Меѓутоа треба да се обрне внимание пред се на нутритивниот внес, односно на внесот на храна. Повеќето млади јадат брза храна, јадат хамбургери, брза храна е чипсови. апсолутно забранета кај пациенти кои имаат акни. Јадат газирани пијалоци. Газирани пијалоци се исто така апсолутно забранети. Забранети се
голема количина на јаглехидрати, особено прости јаглехидрати, значи шекери, газирани, засладени, пијалоци, понатаму брза храна, користење на сувомеснати производи, кетчуп и мајонез и така натаму, тоа е храна која е апсолутно забранета. Апсолутно забранета кај пациенти кои имаат акни. Ние дерматолозите обично препорачуваме, се разбира ако пациентот нема алергија на нешто, препорачуваме еден вид се нарекува медитерански начин на исхрана, тоа значи да се јаде храна богата на месо, риба и овошје и зеленчук. Значи тоа е основната храна која треба да ја внесува лице кои има акни. На прашањето на гледачката дали треба да се однесе детето на најпрво треба да се однесе на преглед кај дерматолог. Значи ние мора да правиме разлика сите овие години помеѓу дерматолог и козметичар и козметолог. Значи дерматологот е доктор кој лекува патологии. Дијагнозата акни е дијагноза. Значи тоа е патологија. Тоа не е нормална состојба. Треба да разликуваме од ситни мозолчиња, комедони и бубулици кои се појавуваат во пубертетот, кои не се во склоп на дијагноза акне вулгарис, кои навистина можат да се чистат, просто кажано, тоест нормално во хигиенски услови, апсолутно на начин професионален, многу е важно обкружувањето, условите во кои се врши тоа чистење, така што задолжителна е прва посетата на дерматолог. И на нашиот оддел се разбира дека секоја една консултација започнува со дерматолошки преглед. Всушност консултацијата е секојаш преглед, кај што пациентот добива точни насоки дали, верувајте, не сите пациенти со акни се кандидати за чистење. Значи тоа е сосема погрешно. Постојат акни кои се комедонални акни, кои се длабоки акни, кои не треба да се чистат, не треба да се стискаат, не треба да се прави нивна екстракција. Стискањето на ваквиот тип на акни може да резултира со големи цисти, понатаму со оставање на трајни лузни и последици, така што ова нешто, верувајте, може да го процени само специјалист дерматолог. Акните знаеме дека оставаат флеки од сонце, лузни, да, и како и пигментации, ние стручно ги нарекуваме постинфламаторни пигментации, во превод тоа значи пигментации кои се појавуваат на место на кожата каде што имало воспаление. Тоа е во истиот тој контекст на муаветот кој го зборуваме дека кожата памети. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сте? Да, во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Повелете. Поздрав до емисијата. Ви благодарам. Имам едно прашање до докторката. Снукот мој, кој уште од самото раѓање имаше бемка темна со определени граници, нешто помала од леќа. Така. И сега ме интересира дали таа бемка, бидејќи од самото раѓање, може да малигнизира. Така. Ви благодарам за прашањето. Јас сум, добро. Така. Сум да ве слушам, можам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке, што е со тие вродени бемки? Каков е ризикот од малигнитет? Тоа се една категорија на невоси, на бемки, кои се нарекуваат конгенитални или вродени невоси. Се разбира, присуството на конгениталниот невус, науката докажала дека го зголемува ризикот од развој во подоцнежните години на меланом, меѓутоа тоа не мора да значи дека е така. Поготово присуството на невоси кои што се со мали димензии не се толку ризични. Ризични се оние поголеми бемки, поголеми невоси. Многу е важно пациентот кој има конгенитален невус да знае дека мора да оди на редовни контролни дерматоскопски прегледи најмалку еднаш годишно. И ако забележи било каква промена на самиот невус, надвор од нормалниот раст, треба да се јави на дерматоскопски преглед. Значи, пациент кој има вроден невус, по дефолт треба да се јавува задолжително на контролни дерматоскопски прегледи еднаш годишно, уште од бебе. Значи, невусите се следат уште од самото раѓање. Доколку тие дел од невусите се присутни при самото раѓање, тоест
се забележуваат од страна на неонатологот кога бебето ќе се роди. Дел од тие конгенитални невуси се развиваат во првите месеци после раѓањето. Зависи многу од димензиите на невусот. Меѓутоа, во секој случај, во сите три категории на мали, средни и големи конгенитални невуси, навистина е потребно да детето се донесе на дерматоскопски преглед, за да може да се процени. Тие невуси знаат да бидат динамични, исто како животот на детето. Во таа смисла, тоа дете се развива, расте, влегува во пубертет. Во пубертетот се случуваат хормонални промени. Таа бемка доживува исто така хормонални промени. Понекогаш тие невуси знаат да бидат воспалени, знаат да предизвикуваат јадеж, знаат да се појави иритација околу самиот невус. Еден тип на Мајерсон феномен кој ние дерматолозите го велиме, значи инфламиран невус, воспален невус. Така што развојот на невусот навистина не може да се прати од страна на родителите. Треба да се прати соодветно од страна на специјалист дерматолог и тоа со дерматоскопски преглед. Дерматоскопски преглед, да го вклучиме и следниот гледач, па ќе појасниме што е тоа точно дерматоскопски преглед. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Кај докторка вас сакам да поставам некој прашање. Може? Повелете. Секако ве слуша докторката, повелете. Ајде да го намалам малку телевизорот. Тоа така е. Имам на лицето ми се појавија едни кафеави дамки ко крупчина. И беше едно, па друго, па се и другава страна уште две. Гледам и во косата ми се појавуваат такви. Што треба да преземам? Отидов на кожни, од Охрид се јавува. И ми вика, ами со старостни се, не се старостни овие. Јас имам 74 години. За вака флеки да се прават толку, не мислам дека се старостни, а не знам кај да се обратам и што да правам. Ама имам и во последно време вака многу сува кожа по лицето, по нозите, по раците и ми се јавува едни ситни црвени дамчина. И после тие потемнуваат се прават кафеави. Така, докторките немаат уште некој подпрашање? Не, Со оглед тоа би било фактот се. дека пациентката ја кажа Ви благодарам возраста. за вклучувањето во програма. Повелете. Да, со оглед фактот дека пациентката ја кажа нели возраста, за жал кожата, особено после 65-та година, влегува во таа категорија на кожа која старее. И апсолутно појавата на темни дамки по телото е доста карактеристична и за среќа 90% се навистина бенигни промени на кожата, така наречени старечки дамки, старечки флеки или кератози. Доколку се работи за кератозите, пациентите најчесто ќе ги препознаат на начин на кој што нивниот изглед е многу специфичен. Тие се едни суви кафеави дамки кои се над нивото на кожата, меѓутоа има и рамни кафеави дамки кои се на ниво на самата кожа, а сепак се бенигни и се кератози. Меѓутоа, дали навистина станува збор за старечки дамки, особено во оваа возрастна група каде што е многу честа појавата на немеланомни карциноми на кожа. Зошто? Затоа што токму немеланомните карциноми на кожа зависат од ова што го кажуваме, УВ зрачењето низ годините. Пациентката колку што добро слушнав се јавила од Охрид. Значи Охрид е нели еден од најубавите градови во Македонија, меѓутоа е град во кој навистина пациентите се изложени доста повеќе. Значи наше туристичко место каде што пациенти се изложени на сончево зрачење многу повеќе. Па така верувајте, ние имаме многу често пациенти од Охрид кои имаат многу изразени кафеави дамки по кожата на телото и на лицето и сепак препорачувам пациентката да се јави на преглед кај специјалист дерматолог, се разбира со дерматоскоп, за да може секоја една кафеава дамка да се процени под дерматоскопски преглед дали навистина се работи за бенигна кожна промена од типот на кератоза или се работи за, не дај Боже, некој малигном. Значи не може со голо око тоа да се процени или пак Апсолутно не може. со лупа? Не може ни со лупа, за жал. Матичен лекар може да процени или неопходно е дерматолошки преглед матичен кај лекар дерматолог? е многу клучен, поготово во многу земји во светот каде што дерматолозите се дефицитарни. Како на пример во Австралија, стапката на меланоми на карциноми на кожа е многу висока. Кај нас некако доаѓањето до дерматолог не е толку тешко. Така што матичните лекари немаат соодветна доедукација за да можат да користат дерматоскоп и воопшто да препознаваат
промени на кожата, меѓутоа матичниот лекар е многу важен во поглед на следењето на пациентот низ годините. Значи тој треба да го познава пациентот, па така ако забележи некоја нова промена при редовни други контролни прегледи на срце, ЕКГ и така натаму, секоја нова промена знае матичниот лекар прв да ја забележи, да не знае за што станува збор, меѓутоа да го упати понатаму пациентот да се јави на преглед, а именно тоа е и нивната основна функција, така што тие настапуваат на прва линија на превенција. Кога сме кај дерматоскопските прегледи, има рачен дерматоскоп, има дигитален дерматоскоп. Што е подобро, што е златен стандард? Важно ли е дерматологот со каков дерматоскоп ќе го направи прегледот? Видете, кога сме кај дерматоскопите, постојат различни видови на дерматоскопи. Со текот на годините постојат се понови, се подобри дерматоскопи, кои се попрецизни. Тоа е еден мал рачен, буквално кожен микроскоп, тоест апарат со кој се гледаат структури кои не можат да се видат ниту со голо око, ниту под лупа, па така се гледаат промените внатре во самата бемка и во самата кожа, се гледаат крвните садови, се гледа дистрибуцијата на пигментот, се гледа формата и така натаму. Постои огромна разлика помеѓу рачен и дигитален дерматоскоп. Зошто? Затоа што рачниот дерматоскоп е нешто кое го гледаме во моментот на преглед, додека дигиталниот дерматоскоп е тој кој што буквално ја скенира и ја мапира сликата на пациентот и тоа буквално го зачува во својот софтвер, а ова е многу важно. Значи, важно е следењето на пациентот. Така. Затоа што меланомот не случајно се нарекува тивокубиец, значи развојот негов знае да биде многу бавен, дури со години. Па така една бемка на самиот почеток, тоест еден меланом на самиот почеток, може да изгледа како обична бемка. Меѓутоа, дури и за еден искусен, верувајте, постојат микромеланоми, значи постојат меланоми кои се со толку мали димензии, да понекогаш и специјалист дерматолог не може да процени при првиот преглед дали се работи веќе за развој на нешто такво, туку со контролните прегледи, со понатамошните следења и споредби на овие дигитални дерматоскопски фотографии да се утврди дали постои развој и промена кај конкретната бемка. Доколку постои развој и промена нормално во граници надвор дозволеното, а тоа е периодот на раст, кај пациентите треба секогаш да се посомневаме и таа бемка да биде, се препорачува нормално да се направи ексцизиона биопсија, тоа да биде отстранета. Додека дигиталниот дерматоскоп е не само за ова што го збориме, значи за мапирање и следење, туку буквално е апсолутно задолжителен кај пациенти кои имаат поголем број на бемки. Значи, ако пациентот има, и ние имаме пациенти со над 100 бемки, тие се од старт ризична група. Значи, апсолутно е неправилно да тој пациент се следи со рачен дерматоскоп. Ние не можеме сите 100 бемки да ги видиме со рачниот дерматоскоп една по една, не можеме сите да ги фотографираме и верувајте, ако пациентот по една година се јави на контролен преглед и пример има 101 бемка, која всушност, не дај Боже, не е нова бемка, може да биде меланом, кој на почеток изгледа како бемка. Ние не можеме, еве, било кој специјалист дерматолог, не може на тој контролен преглед вака на прво гледање да каже ова е 101-та бемка. Додека дигиталниот дерматоскоп, поготово таа толку напредна технологија која за среќа имаме чест да ја користиме на оделот за дерматологија при клиничката болница Жан Митрев, со користење на фотофајндер апаратот, буквално самиот апарат во својот софтвер, користејќи вештачка интелигенција во овој случај ни помага, ја пронаѓа таа 101 бемка и кога пациентот кој има 100 бемки и дошол на контролен преглед од претходниот поминала една година и има 101 бемка, самиот апарат уште при самото сликање од дистанца на пациентот ја пронаоѓа таа 101 бемка и ќе ни ја маркира со црвено кругче. Значи за нас дерматолозите тоа значи ова нешто не било тука на претходниот преглед и е навистина аларм кој треба да го видиме. Исто се однесува и за бемките кои се менуваат. Значи ако бемката на претходниот преглед била со едни димензии, а пациентот дошол на контрола, независно дали се по 3-6 месеци или година дена, и таа бемка се променила, во овој случај пак дерматоскопот, тоест неговиот софтвер ќе ја маркира, ќе ја бележи таа бемка во жолто. Значи во жолто кругче, тоа значи оваа бемка била овде, меѓутоа се променила. Зошто се променила? Мора да постои некоја причина. Значи се променуваат бемки во бременост, се променуваат при менување на хормоните, се променуваат за време на раст.
се променуваат и со старење и се појавуваат нови, но именно ние сме должни ова да го провериме, затоа што над 70% од меланомите се всушност нови промени. Не се на стара бемка, а не се развој на веќе постоечка бемка. Да, постојат и таа група на меланоми кои за жал се развиваат на постоечка бемка. Затоа секоја една пигментна, па и непигментна промена на кожата, затоа што постојат и амеланотични меланоми. Значи постои меланом кој не мора да биде црн или темен за да биде меланом. Различен вид на состав и боја има една бемка кај светол фототип, значи кај пациент кој фототип 1 или 2, кај светлите фототипови, како што е мојот, например, бојата на бемките ќе биде апсолутно различна, додека кај потемните фототипови 3 и 4 веќе бојата на бемките е навистина потемна. Така што не секогаш пак и темните бемки значат меланом или значат развој на малигнитет. Дали пациентите обично доаѓаат на превентивни прегледи или откако веќе ќе забележат сериозна промена на некоја бемка или пак промена на кожата? Некоја нова настаната? Видете, има многу различни категории на пациенти и јас можам искрено да се пофалам дека благодарение на овие кампањи и благодарение на ова наше зборување низ годините, пациентите масовно се јавуваат на бесплатни прегледи и ова е за поздрав. Значи, масовно се јавуваат не поради причината што се бесплатни, туку поради причината што веќе се информирани дека може да им бидат апсолутно корисни во поглед на спасување на живот. Како е оваа година? Кај вас? Оваа Има година, слободни термини за бесплатни искрено прегледи? не сум проверила. Кај нас во рамките на Евромеланома бесплатните прегледи ќе бидат во петок, значи оваа недела, за некој ден. Така што обично многу брзо се пополнуваат термините. На нас ни е многу жал тоа што не можеме сите пациенти да ги примиме кои имаат потреба и желба да се јават. Сепак, нели, имаме и некој човечки, да кажеме, капацитет во кој немаме можност, прегледуваме паралелно во повеќе амбуланти секогаш, за да може да обезбедиме паралелни прегледи, максимален број на прегледи, со тоа што се вклучуваме и во превентивните прегледи кои се одвиваат, како што кажа, во градски парк. Ние лани имавме една многу, ајде да кажеме, успешна приказна токму од градски парк, каде што еден пациент буквално случајно, може и да не гледа во моментот, еве го поздравуваме, еден наш многу драг пациент, се шетајки се низ парк со своето куче, застана, праша што правите, еве ние му кажавме, мислам јас бев случајно блиску до него, за разлика од другите колеги, и реков прегледуваме бемки, рече, не, јас многу се плашам, така случајно застанав, реков дојдете да ве прегледаме, нели, сепак да ве видиме. Не на поминување сум, ако имам начин да го оставам кутрето, нели ќе дојдам и случајно ја крена маицата. Вика, јас имам една промена која расте многу години, ма тоа сигурно не е ништо, затоа што расте многу години. Верувајте, тоа беше еден од меланомите кои онака со голо око, што се многу ретки, се препознаваат. Јас буквално, значи, во тие моменти кај нас лекарите има измешани чувства. На прво место се радуваш, затоа што ти си успеал да го фатиш меланомот кај тој пациент, тоест да го препознаеш, а на второ место ти е жал затоа што знаеш дека станува збор за една доста сериозна диагноза од која исходот е непознат, тоест може да биде познат само доколку го знаеме стадиумот на меланомот. И затоа ова е многу важно. Значи, за наша навистина огромна среќа и задоволство, пациентот понатаму ги послуша нашите инструкции, објаснивме дека за жал се работи за карцином на кожа, кој умееме при самиот преглед да го препознаеме, дека треба понатаму да постапи, да се острани хирушки. Верувајте, според патохистолошките класификации на меланомот, многу е пресудна дебелината во делот меланомите, нели? Ако, да кажеме, постои една дебелина која велиме дека над 0,7-0,8, значи низ годините ова се менува, веќе има ризик од метастази, кај пациентот беше гранично, да речеме, дебелина 0,6. Ние бевме пресрекни. Мислам, тоа значеше дека ако тој пациент може би чекал, еве да кажеме, уште некој месец дебелината на меланомот ќе била 0,8, ќе била 1.
И тоа значи веќе развој на метастази. Значи, за жал, пациенти се јавуваат со веќе метастатски меланом, каде што ние, верувајте, не сме семоќни. Значи, ние го препознаваме меланомот, го патуваме пациентот на понатамошно лекување, меѓутоа тој си ја прави својата работа, за жал, како и секој тип на карцином. Така, ова беше една поучна, приказна на крајот од денешната емисија, значи да се појде на време, на еден превентивен преглед. И видите не само фотоизложените, значи оваа тема е многу широка, ние сме збореле, верувам ќе збориме и во други емисии. Меланом се појавува и на делови на кожа, на кој што се појавува во коса, меланом се појавува на стапал. Значи тоа се меланоми кои што се на стопалата, на меѓу прстите, под ноктите се меланоми кои се на вистина независни од изложувањето на увезраците. Меѓутоа, токму тие се едни кои се многу тешки за препознавање. Тоест, мора пациентот да се јави секоја една нова промена што ќе забележи на телото, независно каква боја, да се јави токму на преглед на дерматолог со дерматоскоп. Во овој контекст не би сакала да раскажам една, за жал, несреќна приказна на една многу млада девојка, која дојде, исто така имав, ова беше несреќа, не беше среќа, да се јави кај мене на преглед и еден веќе доста напреднат и развиен нодуларен меланом на стопалото. Значи, во тоа време стануваше збор за девојка која имаше 26-27 години. Зборуваме за девојка која е млада, така возраст на кој што никој не очекува. Во кој што никој не очекува карцином на кожа, нешто претходно третирана, непрепознаена со масти, креми и така натаму. А верувајте, јас никогаш повеќе во својата кариера не сум била потажна од тој ден. Значи, да видиш еден огромен нодуларен меланом на млада пациентка, каде што веќе однапред од прилика знаеш каков би бил патот. За жал тој веќе беше метастатски и така натаму и нормално таа приказна после некое време заврши лошо. Со летален исход на пациентката. Во таа смисла, значи, секоја промена на кожата задолжително пациентот да се јави и токму затоа ги овозможуваме тие бесплатни прегледи. Бидејќи тоа значи дека пациентот нема изговор. Така. Значи, да, не може да се јави секогаш на, не знам, дигитална дерматоскопија во приватна болница, каде што се разбира чини одредена сума, меѓутоа може да се јави и во државното здравство, може да се јави кај било кој дерматолог и еве и ние како приватно здравство токму затоа нудиме бесплатни прегледи, за да може пациентот кој смета дека нема можност ова да си го дозволи, апелирам на вистина да се јави. Ние многу често се случува и да надвор од закажаните термини секогаш да останеме и тоа што е најдобро и мора да го кажеме во нашата земја е што пациентите немаат листа на чекање. Верувајте, во најразвиените здравствени системи, како што е Скандинавија и така натаму, Германија, пациентот не може да дојде на ред за сликање на дерматоскоп. Чека 1 година, чека 2 години, затоа што таму системот функционира другче. Овде функционира системот на начин на кој што до специјалист дерматолог со преглед на најмодерен дерматоскоп може пациентот да дојде, верувајте, во рамките на 1 недела. А така. Тоа е апсолутно за поздравување. Така, за поздравување. Она што е за поздравување треба така да го апострофираме. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам и вам, поготово на оваа тема која е многу актуелна во овој месец. Почитувани, во беше се во денешната емисија. Ви благодарам и вам што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.